Државниот обвинител се жали на недостатокот на кадар и финансиска независност. Претениците од владеачката ВМРО ДПМН му порачаа да се фатат со работа и криминалците од претходното владеачко раководство да ги вратат украдените пари на народот. Лупчо Коцевски пред народните избраници презентираше што сработел неговиот претходник Љубомир Јовески, кој според претениците работел по нарачки на претходната власт. Според Коцевски до крајот на годината обвинителството ќе биде во кусок од 100 обвинители од предвидените 261 на ниво на цела држава. Во текот на наредниот месец, негде најкасно до 10, јавното обвинителство ќе даде отчет за сите предмети што се во интерес на јавноста и ќе присуствуваат сите јавни обвинители од целата држава и да видиме кој што сработил. Тоа е прв пат сега во 30 години да јавното обвинителство дава таков отчет и додека сум јас државен обвинител, најмалку 2 пати годишно ќе се дава отчет за сработеното. Време е да се фатите за работа и сите кои ја крадеа државата да завршат зад решетки и парите да ги вратат на народот, му кажаа на Коцевски претениците од владеачката ВМРО ДПМН. Катастрофална е состојбата во делот на борбата за правдата и тоа вие сте свесен. Овој извештај што тука ни го предлагате не е ваш, го браните извештајот на вашиот претходник Љубомир Јовески, човекот кој што за жал имаше пакт со претходната власт да стане уставен судија. За среќа на граѓаните тоа не се случи поради упорноста на ова парламентарно мнозинство сега, а во тоа време опозиција. Имаме намалување на бројот на пријавени кривични дела од глава 25 од КЗ кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството. Што значи дека државата нема авторитет. Никој не се плаши на оваа држава, односно на институциите. Пасоши на белосветски криминалци, онкологија и самиот ја спомнавте. Не можам да разберам како можело тоа да се случува. Тоа нормален човек не може да го свати, да го перципира. На претходните 2 седници, Комисијата за политички систем не ги изгласа извештаите на судскиот и Советот на јавните обвинители, бидејќи како што кажаа претениците, ваквиот состав не може да ја враќа довербата од 2% и да им испорача правда на македонските граѓани.